Кристијан Пеев, студент на економија и примерена математика и статистика на Макалестер коледж во Минесота, Америка и штитеник од СДС село Скопје. Имајќи можност да ги слушам говорите пред мене, уште поголемо задоволство ми е што сум дел од една ваква извонредна манифестација. Имам 20 години и можеби е Имам 20 години и можеби уште рано да го анализирам мојот живот. Но сметам дека со споделување на дел од мојата приказна, барем неколкумина од вас ќе бидете охрабрени да го пронајдете својот пат и да преземете одговорност за својот живот. Една од моите најголеми животни мисии е да им го пружам на моите деца тоа што моите родители не успеале да ми го пружат мене. Јас се изгубив мајка ми во сообраќајна несреќа, кога имам само 10 години. Сметате ли дека требаше да се откажам, да подкрепнам, да престанам да се борам? Не. Може ли да замислите каков беше периодот после нејзината смрт? Зборот тежок не опишува доволно. Не сакам тоа да му се случи на ниедно дете во светот. Тој период остави длабоки рани и целосно ми го промени животот. Имав среќа во мојата животна несреќа и за мене продолжи да се грижи СОС детско село Скопје. Тоа е организација за алтернативно згрижување на деца без родители и родителска грижа, која ми даде втор дом и ми понуди услови за живот толку неопходни за секое дете. Кога станав свесен за мојата ситуација, долго се прашував зошто ова требаше да ми се случи токму мене. Зошто мораше јас да ги препродувам овие моменти и да го живеам остатокот од мојот живот со таа ранева болка? Зошто? Долго ги барав одговорите на овие прашања. Барав инспирација за живот и тоа во околина каде малку луѓе те ценат како личност, без да се жалуваат за тоа што се случило. Јас успеав да научам да ја прифатам состојбата во која се наоѓам, без да ја негирам или да обвинувам некого за тоа. Одлучив да се изградам како личност и да го земам животот во свој раце. Се посветив на училиштето и секогаш бевме ги првите ученици. Средното училиште го започнав во Корчагин, а веднаш после првата година добив стипендија да го продолжам моето образование во еден од светските обединети коледжи во Коста Рика. Таму се запознав со луѓе од цел свет, се стекнав со знаење и искуства на кои не би ни помислил претходно. Во потрега по уште подобро образование, а секако со тоа и кон подобра иднина, успеав да добијам стипендија и на студии во Америка, каде сега сум втора година. Не беше лесно да ги пребродам течките. Имаше периоди кога се изгледаше невозможно или непредвидливо. Сепак, бев решен да ја остварам целта и да продолжам понатаму. Бидејќи не е важно човекот каде доаѓа, туку каде оди. Јас имав емотивен пат во мојот живот. Јас останав без родителска грижа, но не се откажав. Сите ние имаме минато кој носи различни емоции и ни учи на многу лекции. Да не дозволиме тоа минато да не дефинира. Да не дозволиме да представува пречка по патот кој што одиме без разлика колку и да е трнлив. Да бидеме горди на тоа што сме и постигнувањата да ни бидат поттик за уште поголеми успеси во иднина. Но лошите нешто од минатото нека ни бидат мотив повеќе. Да ги потребиме како одскочна даска за тоа што следува во иднина. Да ги прескокнеме границите, да се соочиме со срабовите, бидејќи доколку успееме во нашата цел, сме успеале и во животот. Благодарам.